Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Добар ден, почитувани слушатели. Денеска е уште една среда. Јас сум Маријан Николовски. Ова е круг на радио Слободна Македонија. Во овој круг неодминливо се актуелната политичка состојба во Македонија и последните случувања оваа недела, меѓутоа и најавите за или можен расплет на и стабилизирање на политичката состојба по најавите за средба на политичката четворка во Виена во петок или пак можеби продолжување и продолбочување на кризата. На оваа тема денеска ќе зборуваме во круг. Мој денешен соговорник на оваа тема ќе биде Филип Петровски. Со него ќе направиме една поголема анализа и на она што се случува, причината зошто дојдовме во повторно ескалирање на состојбата, иако се очекуваше дека можеби работите се движат во правец кој што значат избори во Македонија и разрешување на политичката криза, како што е нормално и логично во секоја демократска држава, и последиците од евентуално неодржување на изборите, како и најавите за нови масовни протести и пребројување на политичките структури во Македонија, како што најавив мој денешен гостин е Филип Петровски. Филип, добар ден. Добар ден и благодарам за поканата. За почеток, ајде да видиме зошто дојдовме во ситуација повторно да видиме како во март, април, мај минатата година со протести на улици. Многу просто, мораше да дојде до тоа. Тоа е план кој што сега се одвива по втор пат. Вие гледате дека сосема исти се намерите се во Македонија да се развласти една легитимно избрана власт и да се инсталира насилие. Неуспехот на државниот удар од минатата година, ако сакате може да одиме и во детали, сега ќе има свое второ продолжение. Знаете што, се работи за една структура која што работи кога е потопло, кога се подобри временски услови. Тие не работат во есен и зима, кога има дождови, кога има снегови, туку се чека пролет, како што они сакаат да ја наречат жешка пролет, за да започнат со дестабилизација на државата. Она што не успеа да го направат минатата година, го земаа како своја грешка, се редефинира, се прегрупира, планира и сега одат во втора фаза. Има една чудна ситуација, тоа е дека се уште Социјалдемократскиот сојуз, единствената партија чинам, дека која не потврди дали ќе замине во Виена. Лидерот на опозицијата Зона Заев 2-3 дена не е присутен во јавноста, нема информации каде е, го нема на оние протести кои што ги организираат. Нема информации дали е во Македонија, не се појава во јавноста, меѓутоа неофицијалните информации или порталите кои што ги шират од страна на опозицијата се дека треба да се консултираат со граѓаните за учество на дали треба да учествуваат. Кои граѓани? Тоа е прашањето. Дали Сорос и организациите на Сорос притискаат врз опозицијата да учествуваат тие место СДСМ во Виена? Знаете што, јас подолго време зборувам дека во СДСМ уште од минатата година, односно во опозицијата уште од минатата година има една изразена битка помеѓу СДСМ и Сорос. Таа битка е помеѓу два различити концепти како да се дојде на власт, и таа битка е највеќе изразена како да се направи доминација во опозицијата. Дали ќе биде главен СДСМ или ќе биде главно крилото кое што е од страна на Сорос финансирано. Она што е многу битно е да се знае е дека Сорос е во предност затоа што тие имаат свежи пари постојано, имаат 70 невладини организации во кои што имаат 30 луѓе кои што имаат безмалку нелимитирани средства, кои што тие ги користат за сопствена промоција, но и за пенетрација во левото крило и за ширење на влијание. Од друга страна СДСМ е во дефанзива затоа што не може да ги контролира. Тоа се ликови кои што одговараат на други центри на моќ, а го користат СДСМ за да ги остварат тие намери за дестабилизација на Македонија. Така што Заев е во една неповолна ситуација, тој не може и не смее во крајна линија да даде сопствен став без да се консултира пошироко со нив. Вие гледате што бараат Джабир Дерала и сличните ликови како него. Тие сакаат да учествуваат во Виена. Тие сакаат на некој начин да му го преземат приматот на СДСМ. Иако знаеме дека во Пржино не се потпишани
тие или невладините организации или граѓанскиот сектор земете во наводници. Меѓутоа, граѓански сектор имаше ситуации на организирање на граѓански сектори во Хрватска, меѓутоа тие се трансформира во политички партии или независни листи учествуваат на изборите. Кај нас нема таква ситуација. Знаете, значи да довршам. Значи тие сакаат да се представат како граѓански сектор. Прво, нити се граѓани, нити го канализираат мислењето на граѓаните. Земете било кое јавно мислење, ќе видите дека ваквиот начин, ваквото однесување воопшто нити се прифатливи, нити се поддржани од пошироките народни маси. Станува збор за ликови кои што го користат како параван граѓанскиот сектор за политички да се пласираат. Меѓутоа немаат храброст да се одвојат како во други држави и да формираат движења затоа што ќе биде тотален дебакл на било кое појавување и затоа сакаат да го преземат СДСМ. И тука настанува една сериозна борба. И ви велам, се обидуваат да се наметнат пред странскиот сектор, односно пред странските представници, како дополнителен елемент во Пржино. Но таму, односно во Виена, како потписници кои што не биле во Пржино, што значи дека ние имаме еден тотален хаос во левото крило, каде што Заев нема избор, не знае што да прави, затоа тој сега калкулира и во исто време уценува. Јас предлагам, ако се оди во Виена од страна на Џабир Дерала, тогаш да се вклучи ГДОМ. Значи и граѓанското движење за одбрана на Македонија, кое што е легитимно, кое што е поддржано 10 пати повеќе од граѓанството во однос на целиот лев сектор, кој што го има под контрола Сорос, да тогаш се појави ГДОМ како легитимно присуство таму, па да видиме какви ставови ќе изнесеме ние. Она што е загрижувачки сепак е ставовите на луѓето кои што доаѓаат од тој невладин, условно кажано, лев сектор, кој што секому јасно дека е под контрола на Сорос и со големо влијание врз СДСМ. Деновиве, значи, има такви загрижувачки наслови, ставови кои што велат дека воопшто повеќе не треба да се учествува никакви преговори, единствената цел кој што тие заговарањето е рушење на власта наследство. Така е. Она што минатата година исто го правеше Сорос беа насилни протести. Ќе потсетам овдека на 6. Прашањето ми е дали може да дојде до такво сценарио и како да се спречи таква да вредите. Сепак во секоја демократска држава одлучувачки се изборите. Тој невладин лев сектор во Сорос веќе не разговара на темата избори. Така е. Јас пак ќе се вратам минатата година. Минатата година на 6 мај Сорос и Канвас ја нападнаа македонската полиција и 34 полицајци имаше повредено пред владата. Тоа беше сосема поинаку од сценариото на СДСМ. Сценариото на СДСМ беше кулминацијата да се постигне на 17 мај. Меѓутоа тие 10 дена претходно овдека направија масакар врз македонската полиција и покажаа сосема поинакви намери од намерите кои што би требало да ги има една легитимна демократска опозиција. Значи, легитимно е да се протестира. Легитимно е да се бара низ протести поголема поддршка од народот. Меѓутоа, не е легитимно на сила да се обидуваш да дојдеш на власт. И подоцна што се случи на 17 мај. Тие повторно протестите, кога беше тука поставена бината, ги презема. Вие подсетите се кои све беа говорници на 17 мај. Од Џабир Дерала до Сарачини, па на крај до Милчин. Вие немавте легитимни представници од политичката опозиција, што покажува дека буквално СДСМ дозволува да биде киднапиран од страна на овие агресивни хулигани. Но и уште еден елемент. Ако на 6 мај кога беше нападната минатата година полицијата влезе голема терористичка група во Куманово, да се запрашаме дали некој од Сорос и Канвас не е во дослух со такви екстремни структури и дали не се во соработка да наместо политички да се изборат за избори и демократски да дојдат на власт, дали не се во дослух да направат едно тотално украинско сценарио и да предизвикаат хаос и на крај веројатно и граѓанска војна и жртви. Па со оглед на тоа дека не прифаќаат одење на избори, насилно рушење на власта, тој веќе отворен, видите, оние фарбање на триумфалната порта на фонтаната, тоа се сигнали за обоената револуција која што
Да. Ево најава. Па тоа што беше минатата година, реков, денеска има втора епизода. Втората епизода е повеќе од видливо дека е иста, агресивна, дури уште повеќе изразена агресијата затоа што година и пол, без малку 2 години на нив не им успева сценариото да преку еден ваков тип на изразување на револт добијат поддршка од граѓаните. Вие добро знаете дека во оваа година се што беше направено не доведе до покачување на рейтингот на опозицијата. Така што практично овој изблик на агресија само покажува немоќ според мене. Таа немоќ нормално во таа толпа која што е составена од 3-4 илјади луѓе не делува како немоќ. Психологијата на толпата покажува дека нивната агресија само се мултиплицира секој ден. Но погледнете го јавното мислење. Јавното мислење не реагира позитивно на ова што се случува. Ние имаме секојдневни истражувања кои што покажуваат дека рейтингот во последниве недела дена, рейтингот на ВМРО е пораснат за 0,8% поени, додека рейтингот на опозицијата е пораснат за 0,6, што значи дека и покрај сите овие напори, целото ова стискање што они го прават, нема никакво поместување на рейтингот, дури се зголемува разликата која што ја има владеачката гарнитура. Што значи дека единствено останува, бидејќи они ги знаат овие бројки, за нив останува единствен правец да нема избори и да има што поголема агресија. Меѓутоа на таа агресија ние ќе се спротивставиме. Вчера им кажавме, рацете настрана од спомениците. Спомениците не ви се виновни. Ако толку сакаат да фарбаат, јас им предлагам да отидат да изфарбаат порцеланка. Нека го изфарбаат охис. Нека го изфарбаат годел. Или можеби стаклара. Значи имаат фабрики за фарбање кои што тие ги испустошија и 200.000 луѓе отпуштија и нека пробаат такво нешто да фарбаат кога веќе не може да го рестартираат. Лично сум убеден дека ова агресија ќе кулминира. Меѓутоа власта, односно државата мора да се справи со ова. Нападнати се споменици заштитени од културата, тоа се сериозни кривични дела. Јас не мислам дека е демократија кога вие нешто уништувате. Тие имаат право да протестираат и никој не им го одзема тоа право, меѓутоа не на овој начин. Благодарам, тука правиме првата кратка пауза, потоа се враќаме и со останатите дел. Да, поштовани слушатели, повторно назад во кругот. Мој денешен гостин на актуелната политичка состојба е Филип Петровски. Зборуваме за развојот и распетот на состојбата која што во изминатава недела кулминира. Постојат најави дека таа може и понатаму да кулминира. Петровски, граѓанско движење за обнова на Македонија најави масовен протест на утре. Да, во четврток, утре, по една серија од неколку протести низ градовите Македонија и во Скопје. Прво, постои ли опасност од ескалација на состојбите и некаков судир, со оглед на тоа дека ќе има протести од Сорос продолжуваат, како што беше и понатаму најавено? Тоа е веројатно можни се провокации со оглед на тоа дека изминативе денови центар на напади беа спомениците. Вие испративте јавен повик дека да се дистанцираат од сквернавање на спомен бележја. Тоа беше жестоко изреагирано од страна на невладините на Сорос, кои што ве обвинија дека спремате насилство и така натаму и така натаму. Добро е да реагираат жестоко. Тоа е единственото можно реагирање од нивна страна. Тоа мене ме увери дека ја примиле пораката. Јас морам да ви кажам дека нема да дозволиме сквернавање на спомениците. Тие споменици прво нити се од гипс картон, нити се од стиропор како они што ги третираат во нивната пропаганда и за да соберат поголема поддршка од хулигани и екстремисти. Туку се споменици кои што одбележуваат делови од нашата историја за кои што нема дискусија и нема повлекување. Значи, вие имате споменици кои што одбележуваат голготата на македонците. Ние со милениуми се мачевме да се одвоиме. 200 години последни од процесот на преродбата се расправавме со целата светска моќ која што беше во заговор и на крај успеа во 1913 да ја подели Македонија. Вие добро знаете дека после 1913 година
македонецот немаше право да биде македонец. Или беше прекрстуван, или беше преименуван, или беше раселуван. Во одредени делови од поделена Македонија беше забрането да се биде македонец, а во Егејска Македонија беше буквално направен најголемиот геноцид во модерна Европа во 1948 година. Мотиви од таа Голгота, мотиви од се она што на нас ни се случувало во тешката борба да се осамостоиме, се ставени на таа порта Македонија. Таа порта символизира триумф на независноста на Македонија и да подсетам дека беше подигната во чест на 20 години независност Македонија. Што практично нападот врз неа представува напад врз се што ние веруваме дека не прави посебна нација и што не прави горди. Така што мора некој да им каже дека може да протестираат колку што сакаат, меѓутоа нема да дозволиме сквернавање. Тоа не значи дека ќе се судриме со нив, но ние ќе ги одбраниме спомениците. Ние ќе имаме еден мирен протест, ќе се види сосема од мощне далеку разликата која што ја представува ова движење да се одбрани Македонија и која што го представуваат тие кои што земаат дневници и кои што се под влијание на странски невладини организации и под директно влијание на странски служби да ја разнебитат Македонија. Добро знаеме дека крајна цел е овдека да направи геровски федерализација или заев албанизација или пак да се промени името. Овдека во Македонија има доволно луѓе кои што се свесни и политички и филозофски да знаат што се случува и кои процеси стојат во позадина. И ние јасно и гласно ќе им кажеме не. Јас вчера им порачав и ќе им порачам и денеска, ќе им порачам и утре, да стојат по настрана од спомениците. Тие споменици се на целиот македонски народ и нема да дозволиме да ги напаѓаат. Мислам дека тука кога станува збор за спомениците, може да постои опасност да се прекрши работата, затоа што најголем дел од оние кои што протестираат од страната на Сорос, колку повеќе вие предупредувате на тоа, толку повеќе тие сквернават удираат на спомениците. Па тоа е затоа што Не мислите дека тоа е сценарио кое што можеби да крајната цел е да се предизвика тој меѓумакедонски судир внатре. Знаете што, не е тоа меѓумакедонски судир, македонскиот народ е на оваа страна. Тоа сепак станува збор таму е маргинална група од неколку илјади луѓе кои што во било која држава вие можете да ги најдете, луѓе со сомнителен бекграунд, неќам да ги навредувам. Нивниот личен живот е нивен личен живот, но во оваа ситуација тие се група која што сака да предизвика инцидент. Инцидентот е со намера да нема избори. Да нема избори за да продолжи хаосот, да продолжи сето ова што се случува. Јас повторно ќе кажам, целото подземје во Скопје е распуштено и прави зулум по градов. Тоа е во директна корелација со Оливер. Оливер влезе во МВР за да направи деинсталирање на редот. Оливер со 500 решенија не постави нов систем во МВР во интерес на граѓаните, туку направи тотален хаос за да секој се чувствува несигурен. Ако тоа е целта на оваа група луѓе или на СДСМ, ние и на тоа ќе се спротивставиме. Овој народ сака мир, овој народ сака просперитет, овој народ сака да ги ужива благодетите и да се развива. Никој не сака да го гледа ова што они го прават. Благодарам, тука правиме уште една кратка пауза и потоа се враќаме во вториот дел од емисијата. Поштовани слушатели, повторно назад во кругот, мој денешен гостин Филип Петровски, зборуваме за актуалната политичка состојба. Филип, ајде пак е поврзано околу најавите на ГДОМ за протести и секојдневните протести на опозицијата и на Сорос. Опозицијата во Македонија и Сорос се обидува да наметне една перцепција, една слика во Македонија дека не баре цела Македонија е против власта и само што не
само што не паднала власта, дека целокупното мнозинство во Македонија. Меѓутоа реалноста зашто не одат на избори тоа, шако е така. Па добро, да. Меѓутоа реалноста покажува друга ситуација. И ГДОМ и Сорос заедно на улица нема повеќе од 2% од населението во Македонија, што значи дека 98% од населението во Македонија воопшто не е, да кажеме, инфилтрирано, директно инволвирано. Тоа е таа една перцепција. И второ што сакам да те прашаме пак околу ситуацијата на можни судири ескалации, однесувањето на полицијата, кој што според мене овие 2 дена, 3 е сомнително. Ајде да не бидеме директно речено сомнително, меѓутоа на неколку начини покажува чудни однесувања. Тоа беа пропуштање на неколку ситуации, меѓу кои необезбедувањето на Министерството за култура, да речеме, кај што се случи инцидентот и некои други, како да речеме, вандализирањето на спомениците и така натаму. Постои ли можност раководството на Министерството за внатрешни работи да условно кажем го злоупотреби Министерството и полицијата за да индиректно овозможи некаков контакт меѓу групите да дојде до ситуација на... Вие гледате дека Оливер вчера се закануваше на сите службеници со кривична пријава доколку ги почитуваат одлуките на владата. Значи понизок орган од повисокиот орган, кон повисокиот орган дава за владата дава закана со кривични пријави. Мене ми е јасно и на граѓанството му е јасно дека Оливер е инсталација на СДСМ за креирање на хаос. Јас во оваа прилика сакам и на него да му упатам една сериозна забелешка и едно сериозно предупредување. Господин Оливер, вие бидете си политички секретар на СДСМ, меѓутоа во моментов сте министер за внатрешни работи и имате обврска да обезбедите мирни протести. И на наша страна, и на нивна. Јас можам да ви кажам дека од страна на ГДОМ нема да има проблеми Министерството за внатрешни работи. Ниту еден полицаец нема да биде нападнат, ниту еден објект нема да биде нападнат. Но секој објект кој што е во наше обкружување ќе биде заштитен. А МВР има обврска хулиганите и оние екстремисти кои што се платени тоа да го прават, подпомогнати од странство, со присуство од левичари екстремисти од странство, да ги доведе во ред. Она што Оливер го направи пред Министерството за култура покажува дека врши тотален притисок врз професионалните структури да попуштат и да се направи хаос. За тоа Оливер ќе одговара. Значи, ако не го спречи тоа, ќе одговара и Оливер. Никој нема да побегне од лицето на правдата. Вакво нешто, ако се случи, ако ескалира, одговорен ќе биде Оливер. Ако не слуша, нека му пренесат од штабот. Тој ќе биде одговорен. МВР има капацитет да се справи со 5000 хулигани од Сорос без проблем. Така што да не ја злоупотребуваат целата ситуација и да се посветат одговорно на работата. Второто прашање ќе одговорам со едно подсетување во врска со пропагандата на Сорос дека безмалку е завршена работа. Зошто е тоа пропаганда? Дали се сеќавате во Куманово кога почнаа престрелките на 9-ти, дека Плюс Инфо на Геровски објави дека е загинато девојче со мајка цивили? Тоа беа страшни насловни страни кои треба да предизвика... Дали се сеќавате дека биле апсени недолжни цивили во тренерки? Знаете ли колку спинови и лаги има намерно пласирано базата на Сорос во Македонија за да се предизвика конфликт? Нема број. Така што, она што денеска се пласира, дека безмалку била завршена работата и дека станала Македонија, нема никаква врска со реалноста. Тоа има врска со потребите да се креира конфликт, но тој конфликт ќе заврши и може да заврши само со избори. И тоа е единственото легитимно делување. И секаде во светов, каде што се оди на улица, се оди за да се изврши притисок за избори. Не постои случај каде што улица предизвикува неодење на избори, односно да се креира или да се продолжи хаос.
Но оваа наша левица, екстремните кругови, оти има многу чести луѓе и во СДСМ. Ама добро, сега... Има една нишка крвожедна, која што да не ве враќам назад на настаните на Кале 45-та година. Значи, се прават ликвидации, подоцна се врши амнестија и се тргнува од нула. Тоа е недозволиво. Само 5 јуни, и ако веќе лиферуваат информации, односно дезинформации, дека е завршена работа, нека целиот народ е со нив, на 5 јуни нека си го добијат гласот на народот. Кога сме кај левицата и десницата, идеолошките движења и политички состави во Македонија, и за вас имаше обвинување дека вие како жесток критичар на актуелната власт, еден период сега сте дел повторно од оваа структура и жесток бранител. Тоа е едното прашање, зошто е тоа така, и второто прашање, прво за ова, па после за левицата. Значи, јас и демократска десница се вративме назад во ВМРО ДПМН со политичка одлука и со консензус од двете страни на 12 февруари 2012 година. Значи, пред повеќе од 4 години. Тоа беше еден процес кој што ВМРО ДПМН го организираше маестрално, идеолошки коректно, сосема исправно, во периодот од септември 2011 до јуни 2012. Во тие 9 месеци. Назад преминаа, односно се усогласија идеолошки по десничарска линија и групата од Обединети за Македонија, и групата поголема од Народна партија, и групата исто така поголема од бранителите. Остана само Стојанче надвор, а во Народна остана Георгиевски. Значи, практично, она што беше поделба на десничарското ткиво, кое што го имавме како состојба во 2011 на избори, кога вие имавте 4 поголеми десничарски опозициони партии во средина меѓу СДСМ и ВМРО, се затвори како процес и десницата се обедини во ВМРО ДПМН. И тоа е најголемото обединување и затворање на поделбите во десницата од 1893 година и основањето на ВМРО во Солун до денеска. И тој процес остана незабележан, освен од оние хучкачи и врискачи по Твитер, кои што се нели една мала затворена заедница без политичко влијание. Тој процес остана незабележан од аналитичарите на левицата. Тие не забележа дека целата десница е обедината. Што беше резултат? Резултатот беше 200.000 гласови разлика во 2013 на локалните и 200.000 гласови разлика на парламентарните во 2014. Бидејќи не го забележаа процесот, каде што сите гласови, вие знаете, во 2011 имаше 110.000 гласови во средина, што не важечки, што опозиционата десница, 110.000. И 80.000 беше разликата меѓу ВМРО и СДСМ. Соберете ги тие гласови, 180.000. Па ете ја разликата. Суштината они не ја разбраа, дека во политиката се преземаат и стратешки и чекори кои што се со последици долготрајни во иднината. А тие денеска мене ме прашуваат демократска десница па демократска десница. Па точно е, јас не негирам. Јас бев и кај Љубе подпредседател во Обединети за Македонија. Меѓутоа, мојата пределба е десничарска цело време. Кога имаше несогласување и кога не бевме прифатени да дискутираме за опции во десницата, ние тоа го изразувавме на тој начин. Кога бевме повикани на маса да се договориме како десницата да ги прифати и нашите сугестии и како ние сите да бидеме инкорпорирани во десницата, се случи тој процес на затворање на недоразбирањата. Тоа не е процес само во Македонија, секаде во светот постои несогласување, меѓутоа во Македонија е различно затоа што се обединија десните структури и направија 200.000 гласа разлика. Бидејќи тоа не го разбра, они контекстот со 200.000 гласови го трансферира во фантомски гласачи или местање на избори, што нема никаква врска. Не е точно. Воопшто не е никаква аналитика, нити блиску до реалноста тоа што го тврдеа, и тоа се покажа при проверката на избирачкиот список. Нема фантоми. Има само неразбраност на заев дека процесите политички во Македонија не го поддржуваат. Тие нивната политичка агенда вика дека и тој избирачки список не го поддржуваат. Па нормално.
Затоа што тоа треба да се оди на избори. Да. Ајде малку за имаме време за функционирањето на условно кажано на левицата во Македонија, односно Социјалдемократскиот сојуз како партија која што трансформирана од поранешната комунистичка партија во Македонија во Социјалдемократска партија. Јас имам едно чувство дека новото раководство на Социјалдемократскиот сојуз има поприлично чудна идеолошка ориентација, особено ако се следат изјавите на лидерот на Социјалдемократскиот сојуз Зона Заев, меѓу кои и последната дека народот во Македонија ќе судел кој извршил криминал и како извршил криминал. Такви политички агенди се случуваа само по Октомвриската револуција и 45-та година, кога не е чудно кога у еуфорија собирате група од 10 луѓе и тие треба да судат и стрелат. И убивате. Целокупното однесување мене ми наликува на Социјалдемократски сојуз како на трансформација на нивната социјалдемократска идеја во една ултралевичарска идеологија која што се појавува во цела Западна Европа, вклучувајќи југот од нас, Ципрас, Шпанија, во Франција и така натаму. Но не со ваква матрица. Оваа рамка не е ни ултра левичарска, него ова е ултра екстремна, која што се темели на идеологијата од 45-та. Јас ќе бидам слободен и верувам дека сум прво Македонија, барам јавно СДСМ, кој што е идеолошки наследник, самите во нивниот статут се прогласи дека се следбеници на Сојузот на комунисти на Македонија. Да се извини за сите политички ликвидации што ги направија по 1945 година. Тие не се извинија на македонскиот народ за ликвидациите на Кале. Да се извинат за ликвидирањето на струмичките студенти. Тоа е направено во нивниот режим. Ако тврда дека не е така, јас ќе им извадам документи. Значи, ако не се извинат, тие само ја задржуваат истата матрица и ова што денеска го зборува Заев не е ништо што е случајно или што е моментален изблик. Нивната матрица е таква да они сакаат да направат ликвидации во име на народот. Така беше ликвидиран Ченто. Така беше ликвидиран Панко Брашнаров и редица други македонски великани кои што се втемелија во оваа држава, чии што споменици тие денеска сакаат да ги уништат. И мене во перспектива од 45-та до денеска сосема ми е јасно зашто екстремните нивни кругови сакаат да ги срушат спомениците. Затоа што тие споменици се споменици на нивниот срам, нешто што беше забрането да биде прикажано и да биде учено во македонската историја од 45-та до 90-та година. Така што ова на нив им пречи, нивниот криминал, нивниот геноцид се вади на виделина за кој што тие немаат доблест да се извинат. И господинот Заев не отстапува од таа матрица. Тој сака да суди. Знаете како сака да суди? Тој сака да беси луѓе на јарболи. Тој сака да ликвидира во име на народот. Она што го имате смрт на фашизмот, слобода на народот. Па тоа не е нова парола, не ја измислија канвасоидите овие денови. Па тоа е нивното. За Но Пасаран ќе позбориме малку подоцна. Смрт на фашизмот, слобода на народот беше парола со која што беа убивани македонските патриоти и парола под која што е осуден и ликвидиран и Ченто и редица други македонски дејци кои што ја остварија оваа држава, за кои што подоцна беше забрането да се учи во македонската историја. А Но Пасаран е буквално парола под која што е дозволена ликвидација физичка, само неукоста нивна. Знаете што, ја прифаќам нека го сруша целиот напад врз мене. Прифаќам удар. Меѓутоа некој треба да им каже дека нивната идеологија нема никаква врска со демократија и нема никаква врска со реалноста и модерниот свет денеска. Тоа е нешто за кое што многу ретко во Македонија се зборува, меѓутоа за финишот во оваа емисија токму тоа сакам да зборуваме. Поштени слушатели, во финишот на денешниот круг мој денешен гостин Филип Петровски. Филип, како заокружување на ова денешна дебата поврзана со случувањата во Македонија, мало продолжение од онаму кај што застанавме во Македонија, политичките аналитичари ретко, речиси никој не зборува за
политичката идеологија која што во моментов ја практикува Социјалдемократскиот сојуз и особено крилото кој што ја предводи Сорос, како што напомнавме, тоа е поприлично радикална левичарска идеологија која што заговара улицата како единствен инструмент за решение на судовите. Со крајно решение бесење и ликвидација. Значи тоа не се луѓе кои што сметаат дека треба да се канализира све. Зошто оние што се демократски настроени, заговорачи на демократијата, тоа не го препознаваат како закана од таквото политичко действување или не сакаат да зборуваат? Мислиш кај СДСМ? Па да. Тие го препознаваат, меѓутоа се во малцинство, се во дефанзива, интелектуалното крило таму е поразено и е повлечено и чека разврска. Буквално крилото агресивно на Сорос ја презема иницијативата и затоа Заев е во тотален хаос. Тој не знае што да прави. Тој е во многу незгодна ситуација. Тој не може ни да отиде на протестите, нити да не отиде на протестите. Ставен е во сериозен процеп и не може да ги менаџира процесите. И тие процеси одат кон ескалација. А имаат алатки, значи Оливер го имаат во МВР, кој што треба да ги исто така канализира, но нивното недоволно познавање на историјата или пренебрегнување на некои факти од историјата ги води вака како што ги води во едно хаотично движење на работите без контрола. Што им одговара? За крај еден општ заклучок околу ситуацијата. Значи вие ГДОМ излегува утре на протести. Таму ќе бидат на другата страна и Сорос и опозицијата. Кои се пораките кои што вие сакате да ги испратите од тие протести? Како ќе се организираат? Како ќе имали организација на движење или ќе биде сконцентрирано се пред собранието? И општата перцепција дали Македонија ќе успее низ избори да ја заврши оваа политичка криза? Основната порака е дека Пржинскиот договор мора да се почитува и на 5 јуни мора да се оди на избори. Секој оној кој што мисли на друг начин дека може да има демократија, или се лаже себе, или сака да го излаже другиот до него. Демократијата се добива со мандат, односно се освојува со мандат, кој што понатака е представен преку број на пратеници во собрание. Нема друг начин. Другиот начин кој што сега се заговара е да нема избори и да има хаос. Тоа е неприфатливо. Ние сакаме јасно да испратиме порака дека најголемиот дел од граѓанството сака мирни, регуларни, фер избори на 5 јуни и да се затвори веќе еднаш оваа фарса. Ви кажав, недостатокот на аналитичност, непознавањето на политичките процеси, доцнењето во препознавањето што се случило кај десницата и неконтролирањето на екстремната левица која што ја финансира и поддржува Сорос, го одведе СДСМ во тотален хаос. Тие треба да се прегрупираат и да размислат поинаку да постапуваат во оваа политичка борба. Јас сум убеден дека со поумерено постапување тие ќе добијат поголема поддршка кај граѓанството. На овој начин тие уште повеќе се изолираат во една маргинална група која што народот нема да ја прифати и да ја поддржи. Утре ќе дојдат 30.000, а можеби и повеќе граѓани кои што тоа ќе им го кажат во еден глас дека треба да се оди на избори. Тие ќе бидат мирни протести, ќе бидат заштитени спомениците кои што ја изразуваат нашата култура, нашиот идентитет и нашата гордост што сме освоиле држава, што сме формирале држава после милениуми напори за самостојност и независност. Благодарам, почитувани слушатели, тука е крајот на денешниот Круг. Круг е емисија на Трговското радио дифузно друштво Радио Слободна Македонија. Јас сум Марија Николовски, уредник и водител. Денеска е 20 април 2016 година. Круг е во продукција на Радио Слободна Македонија. Јас и техничката екипа реализација и посакува пријатен ден. Круг со Марија Николовски на Радио Слободна Македонија.